Венко Филипче и никој друг, тоа е изборот на членовите на СДСМ за старо нов председател на партијата. Според познавачите на социјалдемократите во моментов најмалку им се потребни внутрипартиски избори, туку потребна им е темелна реформа. Според новинарот Бранко Геровски, ваков СДСМ не може да биде сериозна закана за власта предводена од ВМРО ДПМН. Се надевам дека таму ќе се соберат некакви сили, дека ќе се направи сериозна кадровска реформа, дека ќе се најде излезат нови луѓе способни да направат една нова идеолошка платформа, една поинаква активност на партијата, бидејќи во овој момент СДСМ е практично речиси изгубен, нема сериозна идеологија, нема сериозен, не може да конституира сериозен политички притисок врз власта. Дека работите во СДСМ се далеко од сјајни, смета и новинарот Джено Рисени. Со ваква партиска поставеност, актуелната власт според него ќе владее уште долг период. Со изборот на Венко Филипче за председател на СДСМ, Христијан Мицкоски не само што доби политички подарок, туку му се гарантира и минимум уште 10 години на власт. Наместо да понудат визија, нова енергија и кредибилен лидер кој може да му парира на ВМРО ДПМН, СДСМ реши да оди со кандидат кој веќе еднаш беше дел од нивната ерозија. Со вакви стратегии Мицкоски на локалните избори нема потреба ниту кампања да прави. Опозицијата самата му ја завршува работата. Според Геровски, голем проблем за партијата е самото тоа што Филипче е единствениот кандидат. Тоа што е единствен кандидат е хендикеп само по себе, но многу поважно е дали на Конгресот ќе гласаат значителен број членови, или околу 23.000 се запишани избирачкиот список и сега многу е важно да тие покажат активитет, барем на денот кога бираат нов лидер. И потоа ќе биде важно, клучно важно е партијата да се дигне од пепелта. За внатрепартиските избори во СДСМ пријавени се 23.712 членови, што е многу помалку од претходните вакви циклуси, каде победи остварија прво Зоран Заев, па Димитар Ковачевски и пред неколку месеци актуелниот лидер Венко Филипче.